29-то издание на Политиканти.мк со мене Сашо Ордановски. И со мене Боријан Јовановски, ја молам режија да го пушти джинглот за Breaking News кој ќе го соопшти мојот колега Сашо Ордановски. Сашо, поведи. Според добро упатени извори странски дипломатски, германскиот Бундестаг се подготвува да издаде нова декларација во врска со резолуција во врска со Македонија, во која што ќе се извини за претходната, во која ни издаваат чест, ни прават и не поздравуваат за културата, јазикот, идентитетот и така натаму, бидејќи после ова што го доживеа со ВМРО, како им се, да не кажем шта врз глава, решили луѓето да се извинат, пошто да вистина не сметале дека до таму ќе дојде работата, да практично им се земе за зло тоа што не поздравуваат со многу одбрани зборови и така натаму. Ете, до таму сме стигнати, Боријане. Ете, тоа беше Breaking Newsот кој се разбира е овакво кромит вест, нешто што инаку често се случува по нашите медиуми, но за среќа сепак таа резолуција на германскиот Бундестаг останува да важи и македонскиот јазик и македонскиот идентитет имаат потврда од една од најсилните нации во Европската унија. Не дека ни требаше потврдата, ама убаво што се сетија, а од друга страна читам реакција од ВМРО, па тоа стварно неверојатно, мислам колку се, како да кажам, ги исклукаа луѓето како да, не знам како да ни направиле нешто најлошо што можело да го смислат. И тоа е таја, Борјан, мислам, шега на страна. Знаеш како, германците, мислам дека е тоа една оставина, веројатно од Меркел, тоа е она така наречена апизмент политика на стратегиско трпение. Тоа го прави и со Путин инаку со децении, па сега видовме до каде стигна тоа. И воопшто, и тоа веќе не е само германска, туку мислам дека целава западна меѓународна заедница, некако кога се балканските националисти во прашање, па еве гледај со Вучич што се случува, имаат нерви да ги тинтраат, да ги молат. Така со Груевски не изгубија 5-6 години. Вака и истото ова сега го прават и со Косово и со Вучич, ги толерираат, ги, како да кажам, ги тинтраат, им се извинуваат, ги нишаат, бейбиситинг им прават, резолуции им прават. Никој од нив нема ништо да испорача, како што и овие нашиве десничари апсолутно немаат никаква намера да испорачаат промена на уставот. И сега ние минатиот подкаст говоревме дека е можно да следува некаква нова фаза, иако, Боријан, мојот впечаток е дека таа работа е можеби веќе завршена. Сашо, јас колку што знам, тие иницијативата за уставни измени сепак ќе влезе во собрание. Тоа е, мислам дека од извор кој е доста релевантен и на кој можам да му верувам, значи процедурата ќе се отпочне. Сега, како таа ќе тече, кој ќе биде нејзиниот исход во овие констелации во кои ни се познати денеска, тешко е да се предвиди. Јас останувам да бидам песимист дека нешто ќе се помрдне во однос на позицијата на ВМРО, кој еве и по оваа реакција која ја слушнавме по усвојувањето на таа резолуција од страна на германскиот Бундестаг, а ќе стигне слична, ако добро знам, и од стратешкиот партнер на Соединените американски држави, нема да помери многу и тие ќе настојуваат и понатаму да го одржуваат по живот тој еден колективен комплекс на инфериорност, каде што ние постојано ќе треба некој да ни потврдува дека сме македонци, дека имаме македонски јазик, што за жал е една манипулативна ситуација во која влегува еден голем дел од во чија замка влегува еден голем дел од населението. Иако Боријан, морам да констатирам дека прилично се издрибла, им требаше неколку дена да сватат што да прават, говорим за ВМРО ДПМН. Оној Мицкоски беше целиот во конфузија, особено после тетата средбата со Ковачевски, што практично се што побара го доби. Кога го доби тоа почна сега што правиме, како. Стигна резолуцијава, почнаа разнородни изјави, 2-3 попристојни ВМРО-вци се разбира дека тоа го поздравија. Кога фатија оние од академици
навистина на прочуена една двојка средновековно на камено доба, па до читам оваја Котлар, како се вика оваја што им беше градоначалничка кандидат, катастрофа од изјава дека тоа практично германците насака да не уништат, пази, со резолуција во која што поздравуваат постоење, гарантираат и така. Мислам, навистина една какофонија, за да вчера Мицко си изјави дека работата е завршена, затворена и сега единствено што останува се воредни избори. Така, тука да се осврне човек и на фактот дека демохристијаните, односно сестринската партија на ВМРО ДПМН во Бундестагот не гласаше за таа резолуција, така што јас не знам како ВМРО ДПМН го доживува тоа, но... Па Мицковски даде едно објаснување кој се испостави дека е погрешно. Тој тврдеше дека за времето на Меркел имало и подобра оваа резолуција, за да се успостави дека всушност таа резолуција од времето на Шредер, на социјалдемократите. Така што и тоа утна, нели, тоа предпоставам дека тие околу него му го кажале, и за тоа се предрибла. Ама, знаеш како е, кучињата лајат, карванот си врви, мислам дека они на тоа се возат. Туку, Сашо, мене ми е интересно што денеска со решение за европските интеграции се јави еден од проверените нестручњаци за европски интеграции, кои европските интеграции ги промаши во 2 последователни, мо не знам или 3, колку веќе премиерски мандати, еден председателски мандат и јас мислам дека заслужува да се осврнеме на дел од неговите изјави кои со најодговорно тврдам дека се манипулативни. Бранко Црвенковски воскресе, ваистину воскресе. Ваистину воскресе. Искрено ти кажам, ја читав неговата изјава, ти си секако поголем експерт, имам ја 2-3 збора да кажам. Не успев баш да разбирам точно зошто баш сега и со овие објасненија што ги даде, ама ајде почни ти со коментарот, па ја ќе се надоврзам. Неговиот предлог е, ако добро разбрав, една инаку веќе стара идеја која ја лансираше Европската иницијатива за стабилност на Гералд Кнаус пред неколку години. Има чини некаде во 4-5 години, да. година беше тоа и која беше отфрлена од сите страни. Но, види, вреди да пример да се осврнеме и на таа иницијатива. Тоа значи вака, Македонија да биде дел од европската економска заедница. Како што се, и тој посочува, Норвешка, Лихтенштајн и Швајцарија. Во таа смисла, многу е важно да се знае, јас, например, лично немам ништо против такво членство на Македонија во Европската Унија, односно во Европската економска заедница, и најмалку имам против да бидеме како Норвешка или Лихтенштајн, да речеме, ако зборуваме за помали држави. Но, тоа подразбира прво и Норвешка, и Швајцарија, и Лихтенштајн, и сите кои се во таа заедница, сепак се преговараа со Европската Унија за да бидат во неа, односно ги прилагодуваат сите механизми и сите правила на заедничкиот економски пазар на Европската Унија. Се разбира, нивното приклучување кон таа економска заедница е многу полесно, затоа што тие земји се веќе одамна прилагодени на тој систем, на тие принципи европски на пазарната економија. Кај нас тој случај не е таков. Патем биде речено, Лихтенштајн е најбогатата земја на свет, а Норвешка и Швајцарија се меѓу првите 10. Вака, патем биде речено. Да. Сега, тоа сакам да кажам дека секако преговори треба и секако тие преговори повторно минуваат преку овој механизам на едногласно фаќање од страна на Европскиот совет, барем сега за сега. Постојат иницијативи тоа да се промени, но тоа веројатно малку ќе се почека со оглед на тоа што имаат држави како на пример Унгарија, а и Бугарија ќе се приклучи, се разбира, кои ќе бидат против оваа една иницијатива која е се посилна за менување на правилата во одлучување на заедничката надворешна и безбедносна политика со консензус, односно иницијативата е да се воведе принципот на квалификувано мнозинство. Така што
како и да ја завртиш, ние не можеме да избегаме од ова ситуација да ги прифатиме преговорите. Друго што е многу важно да се каже, што точно е дека Европската унија долго време играше со Балканот една игра која се нарекува, која во еврократите ја нарекуваат, ние се преправаме дека се прошируваме, а они се преправаат дека се реформираат и тоа на сите нас ни одговара. Таа игра ја прекина овој руски брутален упад во Украина. И сега ургентноста од интеграција на Западниот Балкан, па и Молдавија и Украина станува крајно приоритетна. Се разбира, Европската унија е по правило конфузна и нејасно е како ќе се одвиваат, по која линија ќе се одвива тоа проширување. Германците, социјалдемократите, пред се со оваа социјалдемократска влада заедно со зелените во коалиција, се да на Западниот Балкан му се даде приоритет во однос на Украина и Молдавија, затоа што се сепак земји кои сме во, да речеме, во една поодмината фаза на тие интеграцијски процеси, што е многу фер од нивна страна. Она што е за германците забуна е како ќе се вклучиме со овие механизми на одлучување во рамките на Европската унија, бидејќи ако сега веќе е блокирана Европската унија со 27 земји членки, кога би влегле и ние, особено со нашиот менталитет, тоа би станало стварно невозможно да се донесат било какви одлуки. Затоа германците одат со еден предлог да тој прием се случи на начин кој во прва фаза ние нема да имаме право, како нови земји членки, не би имале право на вето. Борен, За разлика од нив, французите тераат на друг концепт кој се една исто така стара идеја уште од крајот на 90-те години на тогашниот француски премиер Баладур, кој предлага Европа на концентрични кругови, односно на онаа шема како што се Шенген, зоната и еврото. Односно, земјите, група на земји кои се спремни за известен степен на интеграција, да се вклучат, додека другите да останат во некоја втора лига. Например, Бугарија не може да се вклучи ниту во Шенген зоната, ниту во еврозоната. И тоа е некој принцип кој французите се обидуваат да го сега пласираат, но повторно на еден конфузен начин. Она што е за нас важно е дека таа дебата се засили и доби на интензитет. Еве, како што дознавам, шведското председателство подготвува заклучоци за Европскиот совет кој ќе се одржи оваа недела, со кој инсистираат да Европската унија прати јасна порака околу проширувањето, дека тој процес не смее да биде мртов и дека тој треба да добие на интензитет. И сега да се вратам повторно на Бранко Црвенковски, кој предлага, вели, да бараме од Европската унија да ги користиме фондовите кои сега се на располагање на земјите членки. И повторно доаѓаме до ситуација каде што да, тоа веќе е во игра таква опција и германците тоа го бараат, но повторно доколку се вклучиме во преговарачкиот процес. Така што јас не знам како Бранко Црвенковски, мали Џокица, тоа го има замислено и која била потребата од оваа негова вака спасителна мисија, но останува да видиме, да почекаме да каже времето што уствари е идејата на Бранко Црвенковски. По мене, мислам дека таа е во известна корелација со Белград. Оставам, Сашо, на тебе за водата. Јас додека чекаме времето да го каже своето, сепак и јас ќе кажам неколку збора ако смеам. Види, таа идеја се разбира потекнува од една српска ситуација во која што анкетите таму покажуваат дека голем дел од србите би сакале да се членки на европскиот пазар, а да не се членки на Европската унија,
Тоа се иначе идентични позиции кои што ги негуваа и унгарците и пољаците во некои години, особено кога беа во кавга со Европската унија, бидејќи тие не можат да испорачаат практично вредности кои што ги има Европската унија, па дури и за овие кои што се полноправни членки. Второ, зашто баш сега се јавува Бранко Црвенковски? Прво, ако забележа, Бранко Црвенковски не дава политички коментар околу сегашната најголема тема во Македонија, тоа е промена на уставот. Туку напротив, тоа го премолче на начин да воопшто помина преку овие преговори со бугарите, како да се тие веќе пропаднати, завршени и така натаму, што е еден занимлив став. Трето, излегува со бајата идеја, бидејќи оваа идеја за која што ти одлично образложи, а на трагите на таа идеја и Бујар Османи има некакви иницијативи кои што веќе подолго време ги промовира и така натаму. Значи не кажува ништо ново, ништо спектакуларно. Има две-три поенти кои што е важно, барем јас кој што не се сметам за експерт за Европска унија, за интегративни процеси, може би треба да се кажат. Види, прво, нам фондовите на Европската унија и сега ни стојат на располагање преку ИПА фондовите кои ние не можеме да ги искористиме бидејќи немаме капацитет за тоа. Значи таму остануваат стотици милиони неискористени пари, така што тоа што ќе не вклучат на милиардите, ние повторно, како на пример и бугарите и од овие сите други послаби веќе членки на Европската унија, просто не можат да испорачаат стандарди за да ги употребат парите. Второ, не знам колку во Македонија се разговара, меѓутоа во Европската унија се во фаза на донесување на својата зелена агенда. Според таа зелена агенда, сите кои што ќе сакаат да извезуваат на европскиот пазар ќе морат да докажат, сега околу тоа разговараат, колку посто од енергијата им доаѓа од зелени извори. Доколку не може, тоа важи и за сите производители во рамките на Европската унија. Предвидени се големи такси, даноци, доколку не можат да испорачаат оваа амбициозна агенда што има Европската унија за користењето на поинаков вид на енергенси, и тоа за нашите овдешни производители кои и вака извезуваат во Европската унија ќе биде еден проблем, веројатно почнувајќи веќе од следната година. Трето, Борјан, се извинувам. Трето, оно што мене ми се чини е дека ние мислам дека, бидејќи тоа памтам сум разговарал со представници стопанските комори, ние единствениот можеби реален проблем кој што го имаме со Европската унија е тоа што транспортерите не можат да возат слободно на европскиот пазар за европски нарачатели. И тоа е нешто што ова влегување во европскиот пазар може да ќе олесни на еден сегмент, има уште еден-два помали сегменти, меѓутоа тоа ништо суштински нема да значи поинаку од ова што и сега го имаме како постоечка ситуација со европските пазари, бидејќи ние и вака работиме со Европа, тие што можат, тие што не можат. Така што не ми е јасно што е поентата на Црвенковски во однос на пазарите. Бидејќи европскиот пазар е отворен и ние со сегашниот статус што го имаме, за кој патем биде речено Бранко Црвенковски, иако не ја коментира оваа бугарскава фуснота во која се наоѓаме со месеци, сепак заклучува дека ние не водиме преговори со Европската унија. Што мислам дека владава ќе се најде погодена од тоа, бидејќи тоа е онака баш ставот на ВМРО ДПМН по тоа прашање. Значи, ако пазарот ни е достапен, ако фондовите веќе ги имаме и не можеме да ги искористиме, без разлика што се разбира дека таму има, знаеш како, нашиот пристап до европските пазари е скап затоа што недостасуваат уверења, експертизи, овие разноразни, знаеш како, дозволи кои што се барат, тие се скапи. И тоа за нас представува проблем, ама тие и да имаме пристап на европскиот пазар, вака како што го предлага Црвенковски, тие ќе останат и понатаму да бидат тие на сила, бидејќи Европска унија не си дозволува да увезува работи кои што не одговараат на нивните стандарди. Се на се, ми се чини Црвенковски прави еден излет во познати води, излет кој што, како што и самиот забележуваше, и мене тоа така ми се чини, онака со една, како да кажем, има во себе една политичка конотација која што е многу блиска на оваа српскава
конотација. Ја не викам дека Бранко Црненкивски тоа може би намерно го прави, меѓутоа така ми заликува, а истовремено ја подкопува сегашната ситуација и не излегува со никаков став околу тековниве разговори за тоа дали ќе има или ќе нема промена уставот, со што продолжуваат преговорите за наше фактичко зачленување во Европската Унија. Има фондови Европа, не знам како ги викаат, меѓутоа тие мислам дека се фондови наменети за капацитирање на институциите и тие се посебни, тоа Бујар Османи го бара од своја страна од Европа, со кои што со тие фондови би ги подобриле нашите технички и стручни капацитети за пристапување кон Европската Унија. Тоа мислам дека сега се разговара, меѓутоа нас преговорите ни се всушност реформите на кои што Европска Унија инсистира за да можеме да станеме членки. Така што некако си ја бркаме опашката со предлогов на Црвенковски, бидејќи не ми заличува на ништо ново и ништо спектакуларно што не сме го чуле до сега. Да, токму тоа е сашо поентата. Преговорите се трансформацијскиот процес сушност кој ја приспособува државниот апарат да функционира во рамките на тој европски систем и да ги користи меѓу другото фондовите на Европската Унија. Затоа јас барем познавајќи ја Европската Унија, затоа сметам дека нас би се од стратешки интерес, од витално значење почетокот на тие преговори. Помалку е важно ние дал на крајот ќе станеме членка, но тие преговори се токму тој процес кој ќе не донесе на стадиум на некоја Швајцарија или Норвешка, за да ние практично потоа може би да бидеме дал сакаме да станеме членка на Европската Унија политички или сакаме само да бидеме дел на Далеко е Лихтенштейн, Боријан. Боријан, само да кажам дека ти се јавуваш од Преспа, тонот е очен, ја не знам дали ќе успеат во техника ова да го испеглаат, на крај можеме и да не ја имитуваме оваа епизода, бидејќи тонот е навистина многу лош. Се надевам дека нешто со ова што ќе ставаме после филтри, ќе појачуваме и така, се надевам дека ќе ни простат слушателиве околу цела ситуација. Пошто го затворивме прашањево за Бранко, да те прашам што се случува во Преспа, бидејќи мислам дека таму има многу работи што ќе се случуваат деновиве, во кои си и ти вмешан. Види вака во Преспа, прво да кажам, токму на тема на фондовите. Европската Унија распиша, веќе почнува да ги распиша тие објави, тие конкурси на еден фонд кој е тежок 18 милиони евра, кој е наменет за Преспа, како географска целина, која подразбира Македонија, Албанија и Грција, но примарната цел е македонскиот дел на Преспа. Јас тука, долги години, зашто јас од дете сум во овој регион, го сакам, од тука потекнувам, дедо ми од тука во оваа куќа од 1933 година каде што сум. Сега Брајчина. Се плашам дека гледајќи ја реалноста, се плашам дека нема да можеме да ги искористиме овие 18 милиона кои инаку овој богат регион со потенцијал природен, културно наследство, што сакаш, пучи од вода, која може и се случува во позадината, бидејќи куќата ми се наоѓа и под куќата и над куќата имам река. Огромен потенцијал кој тие 18 милиона би можеле да го претворат овој регион во стварно една бајковита приказна. Но добро, меѓу другото, ме праша за случувањата во кои се уверија. Јас сум дел од организацијата на фестивал тука кој се вика Запознаја Преспа, во кој меѓу другото се обидуваме да го споиме населението од овој наш дел на Преспа, грчкиот и албанскиот дел на Преспа. Се обидуваме да ги споиме музичарите, да ги споиме уметниците, да ги споиме земјоделците, да ги споиме туроператорите и сите други релевантни фактори за развој на руралниот туризам, за развој на земјоделието и за развој на таа неопходна регионална соработка која толку очено му е потребна на овој природен базен кој го делат три држави. И во таа смисла тука ќе има во рамките на тој фестивал
делегацијата на Европската унија заедно со вице-премиерот Паричич и председател и градоначалникот на општината ќе ги презентираат тие потенцијали на европските фондови. Во меѓувреме од петок, сабота, недела ќе се одржува фестивалот, ќе има фестивал на стрит фуд фестивал. Така е, да има храна, нешто да се апне, бе, Борјан. Да пробаат традиционални рецепти, земјоделски производи од припретениот кој околу Преспа, ќе има настап на диџеј, ќе има една уметничка колонија, ќе прават еко-арт, млади уметници, инсталации во овој прекрасен пейзаж тука. Така што ќе се случува, ќе има вреди да се посети Преспа викендов, ќе биде убаво. Борјан, докаде е она отварањето на граничниот премин со Грција? Тоа стана веќе историска приказна, крива нога ли, како се Да, каже? тоа е Маркова нога. Тоа е добро прашање кое на вистина сите овде во регионот чекаат одговор. И мислам дека тоа ќе биде и главна тема кога Европската унија ќе го презентира фондот. Тоа е обврска која произлезе за двете држави од Преспанскиот договор, да се отвори тој граничен премин. Проклетиот Преспански договор. Да, кој ќе биде уствари најкраткиот коридор кон Јонското море. Види, Сашо, Европската унија даде 5 милиони евра за тоа, но како ти кажам, нашава администрација во комбинација со исто така една администрација грчка со цела јужњачка мрза и така натаму, ги работите ги, како ти кажам, одат поспоро од очекуваното, но како се сетирано, парите се обезбедени, проектите се направени и тоа треба конечно да се реализира. Моја прогноза е дека тоа за година и пол тој граничен премин конечно ќе стане реалност. Добро, Борјан, бидејќи сме веќе 30 на минути во ветерот, така што можеме и полека да завршуваме оваа епизода. Мислам дека ништо спектакуларно нема да се случува до крајот на неделава. Само заборавив да кажам дека имам некакви информации дека Мицковски ќе оди на средба на ИПП и дека можеби таму некаков последен напор ќе се направи, ама јас не негувам никакви надежи кога е ИПП во прашање, бидејќи до сега па дури и со Ној Груевски ништо не направија, па зашто би правиле нешто со Мицковски. Така што мислам дека ќе влеземе во една продолжена летна криза, во која што сите теми се познати, а што ќе се случува од септември, тоа ќе треба да го видиме, бидејќи можеби се спрема и некаква нова стратегија за извесен пробив по овие космически прашања. Нема да заборавиш, таму е многу активен оној Ковачев, бугарскиот европратерик, кој апсолутно набива да не се случат уставните промени, затоа што му е јасно кои ќе бидат последиците по Македонија во негова корист, односно во корист на таа една бугарска хегемонистичка манија. Но, добро, еве, останува да видиме. Борјан, добар престој во Преспа. Ќе се чуеме и следниот пат од таму, така ли? Ти практично не се враќа, можда и пасошти ти дадат во Ресен. Не знам, Ресен дали почна пасошти да издава, тоа би било добро. Ако ја обединиме Преспа вака како одат работите, може ќе треба да си прогласиме некоја преспанска, не знам, република повеќе. Само да не биде република во пламен. Борјан, се слушаме следниот подкаст, ова беше се за денеска. Поздрав. Поздрав.